Благодарам. Имено се работи за закон во скратена постапка со кој што се уредува суштинско значење. Се работи за еден процес со кој што треба да се откочат самите процеси на експроприација за да може овој проект во целост да се имплементира на терен. Имено во претходниот период тие три делници кои што се земени за изградба со овие стратешки закони не се помрднати од мртва точка. Јавноста добро знае дека освен онаа табла која што ја стави денеска веќе црниот поранешен вице-премиер и оние огномити кои што пукаа на теренот и ништо суштинско не се направи. Вреди да се каже дека за 12 месеци од кога е почнат процесот на експроприација во претходната влада се завршени само 1117 парцели, додека за 5 месеци кога овој процес го фасилитира новата влада и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски, се исчистени над 2500 парцели, со што на овие две делници, коридорот 8 и коридорот 10, се исчистени отприлика десетина километри за да може тие инвеститори да се воведат во градба. Нашата амбиција е со носењето на ова законско решение да го олесниме процесот на експроприација, односно наместо со оглед дека ето овие генијалци кои што тој црниот груби го координираше овој проект, па го пресели департментот во Министерството за политички систем, не беа во можност да го расчистат тоа. Ние правиме една измена со која што средствата кои што треба да завршат за експроприација кај оние граѓани кои што се сопственици на дел од имотите на трасата, одат преку Министерството за транспорт и на тој начин бидат исплаќани граѓаните. Што ќе добиеме со ова? До нова година да ги експроприираме сите парцели за да можат овие инвеститори да влезат во градба. Практично, еден од проблемите кои што го имаме со имплементација на оваа траса е Ќафасан – Струга. Покрај тоа што тука има одредени обврски кон УНЕСКО, има огромен проблем и со експроприацијата. И ние сакаме, за да не бидеме веќе кочени на терен, бидејќи исто така тој црниот на листата кој што беше ставен вчера, во договорот кој што го потпишал и кој што бил класифициран, се договориле да државата, односно институциите на системот, доколку не бидат во можност да ги испорачаат обврските, а не може да ги испорачаат, бидејќи се едноставно во тој краток период и невозможно тоа да се направи, оваа држава треба да исплати пенали. Она кое што е наша обврска, ние во овој момент и со овој закон сакаме да го надминеме и токму затоа, заедно со дел од нашите колеги, предложивме ваков закон и ве замолувам сите да го поддржиме. Со внесување на сила на овој закон, ќе успееме процесот на експроприација неколкукратно да го скратиме, да ги исчистиме трасите и да можеме инвеститорот да го воведеме во градба за да Република Македонија добиде автопат, а не да имаме можност да исплаќаме пенали. Благодарам.